Вие гледате попладневни вести на Слободен печат. Еве што има ново кај нас и во светот. Пратеничката од владеачката ВМРО ДПМН Дафина Стојановска синоќ објави снимка од председателот на Сојузот на синдикатите на Македонија Слободан Трендафилов, на која може да се видат и неговите деца. Трендафилов и ССМ деновиве се во заострени односи со власта поради незиното одбивање да го поддржи покачувањето на минималната плата на 600 евра, која го бара синдикатот. Трендафилов денеска ги повика Министерството за внатрешни работи и министерот и обвинителството веднаш да преземат мерки против пратеничката Дафина Стојановска. Тој се пожали на притисоци што му се вршат, нарекувајќи ги монструми тие што може да снимаат деца и на тој начин да вршат притисоци врз синдикален лидер што бара повисоки плати за работниците. Може да ме следат, може да ме прислушуваат, може да ми се закануваат и да ме уценуваат, но нема да подклекнам, нема да се предадам се додека не се предадат тие и не ги зголемат работничките плати. Но ќе ми дозволите да зборувам за монструмите, оние што не се под детските кревети, оние што седат во пратеничките клупи, кои ги гледате во кафулињата, кои ги среќавате на улица, кои ги имате во партијата, кои снимаат малолетни деца, ревалтирано кажа Трендафилов. Тој порача дека него може да го снимаат, да му се јават на телефон ако сака и 50 пати ќе им позира, ќе влезе и ќе излезе од службено возило, но дека не смеат да се снимаат деца. Сојузот на синдикати утре ќе ги блокира приодите кон Стопанската комора, Организацијата на работодавачи и Бизнис конфедерацијата. Блокадата ќе почне на раскрсницата пред Стопанската комора во 12 часот. Пред Стопанската комора ќе блокираме газди кои ги блокираат работниците 36 години, газди кои одбија да ги зголемат работничките плати и да ја зголемат минималната плата. А кукаат дека квалификуваните работници заминуваат од Македонија и дека нема да можат да ги задржат, рече Слободан Трендафилов, председателот на ССМ. Тој посочи дека газдите ќе бидат блокирани се додека не донесат одлука за зголемување на минималната плата на 600 евра и на сите други плати за 6000 денари. На денешната пленарна седница со поддршка од сите парламентарни партии се усвои предлог законот на Левица за укинување на дискреционото право на директорите при вработување. Ова е чекор кон конечно развивање диалог кога се работи за закони кои се од општо добро за сите граѓани, напиша на Facebook председателот на Левица Димитар Апасиев. Со измените на Законот за здравствена заштита се укина дискреционото право на директорите на здравствените установи да одлучуваат кои кандидати ќе бидат вработени и наместо тоа со новата законска обврска ќе бидат избрани најдобрите кандидати. Подобро и прогресивно општество се гради само преку вреднување на трудот на најквалитетните умови, а со усвоениот закон на Левица се трасира патот во таа насока, велат од партијата. По повлекувањето на некои серии на бебешка храна Аптамил од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство, родителите во паника кое адаптирано млеко да го користат. Педиатрите велат дека изминативе десетина дена откако е објавено дека се повлекуваат цели серии од оваа бебешка храна, имале десетици јавувања на родители чие бебе го хранат токму со ова адаптирано млеко. Во аптеките велат дека граѓаните се информирани за повлечените серии на Аптамил и објаснуваат дека скоро секој кој сака да купи ги проверува сериските броеви и покрај известувањето дека на пазарот нема неисправно млеко. Опозицијската СДСМ ја обвини власта дека и по 11 дена се уште нема одговор како 5 тони дрога поминале граница. Молкот, како што велат, е индикатор дека овој скандал води кон врвот на власта и дека некој се обидува да го заташка овој огромен наркоскандал. Портпаролката на СДСМ Богданка Кузеска на пресконференција додаде дека во меѓувреме медиумите во Србија објавуваат нови информации што отвораат сериозни сомнежи. Според овие медиуми, уапсениот функционер на СНС, сестринска партија на ВМРО, поврзан со заплената во Крушевац, бил близок со
иранскиот министер за одбрана Братислав Гашик. Доколку ова се потврди, според Кузеска се отвораат нови сомнежи за можна поврзаност и на други функционери во ВМРО ДПМН. Делегација на македонската влада вчера престојуваше во работна посета на Париз, каде што оствари средби со високи представници на УНЕСКО и притоа покажа подготвеност за заштита на Охридскиот регион, а истовремено екоактивистите велат доста е од декларативни заложби. Според иницијативата Охрид СОС, иако македонските институции преку своите соопштенија деновиве уверуваат дека се воспоставува функционален систем за да се зачува интегритетот и автентичноста на Охридскиот регион како светско наследство, фактите зборуваат спротивно. Она што го зборуваат екоактивистите со бројки, неодамна го потврди и Државниот завод за ревизија. Во Охрид угостители работат без дозволи, додека во туристичката атракција заштитена од УНЕСКО врие од дивоградби. Десет лица, вклучувајќи го и осомничениот напаѓач, беа пронајдени мртви по пукотница во град во североисточна Британска Колумбија, соопшти полицијата. Во нападот беа повредени 25 лица. 6 од жртвите беа пронајдени во средното училиште Тамблер Ридж, 2 во куќа за која се верува дека е поврзана со инцидентот, а едно лице почина на пат кон болница. Иако полицијата се уште официјално не го објавила идентитетот на напаѓачот, некои локални жители тврдат дека станува збор за 18-годишниот Джеси Стренг, објавува десничарскиот весник Вестерн Стандард. Ова информација се уште не е потврдена од властите. Според неофицијални информации во медиумите, осомничениот наводно ги убил мајка си и помладиот брат, кои биле добро познати во локалната заедница пред да оди на училиште. Вооружен маж упадна денеска во училиште во градот Хат Јај, во покрајината Сонкла, во јужен Тајланд, држејќи како заложници непознат број ученици и наставници. Вооружена полиција пристигнала на местото на настанот кратко по завршувањето на часовите, додека стотици ученици бегале од училишниот двор на блиските патишта, објави САН. Според Reuters, сторителот е 18-годишен маж кој бил уапсен по полициската операција. Во нападот се повредени 3 лица, додека сите заложници се ослободени. При напади со дронови вчера е предизвикан пожар во рафинеријата за нафта на Лукойл во Волгоград. Според аналитичарите на Остин, ова е најмалку 9-ти напад врз објектот од почетокот на руската инвазија на Украина. Жителите на Волгоград пријавија повеќе експлозии рано утрово, а регионалниот гувернер подоцна го потврди пожарот во рафинеријата, објавува Киев Пост. Тој рече дека нема жртви во пожарот во рафинеријата. Нападот врз регионот на Волгоград беше дел од поширок напад со беспилотни летала. Руското министерство за одбрана соопшти дека преку ноќ биле уништени 108 беспилотни летала, од кои 49 биле над регионот на Волгоград и 29 над регионот на Ростов. Иранскиот министер за надворешни работи Абас Аракчи остро го обвини израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху дека го турка регионот на Блискиот Исток во нова ескалација, тврдејќи дека во последните 2 години нападнал 7 земји и дека не гледа друго решение освен војна. Во интервју за руски медиуми Аракчи го нарече Нетањаху воен подбуцнувач, кој, како што рече, очигледно не сака мир ниту дипломатија. Аракчи додаде дека според него израелскиот премиер се обидува да го вовлече Вашингтон во директен конфликт со Техеран. Во Турција се случила кражба што ќе остане запаметена во историјата поради превозното средство за бегство што го користел сторителот.
26 годишниот крадец ограбил златарница, кршејќи ги капаците со вилјушкар што го украл. Осомничениот кој ги превртел полиците и одзел 150 грама накид, бил снимен на безбедносните камери како го товари украденото злато на магаре што го донел со себе и потоа бега. 26 годишниот МЧ бил уапсен неколку часа по кражбата, а полициските службеници ја пронашле украдената стока што ја закопал на парцела. Ова беа денешните повладневни вести што ги гледате секој работен ден на нашиот YouTube канал Слободен печат. Утре се гледаме повторно. Бидете добри.